Почитувани, добар ден. Почнуваме со најновото издание на Црвена линија. Вандализам, дивење. Со два збора се опишува однесувањето на младите што е прикажано на снимките што ги објави од Општина Центар. Но не само Општина Центар се справува со вандализмот на младите. Многу општини се жалат на дивењето на младите, но проблемот како да е решен во Општина Кавадарци, каде се поставени 300 камери. Според експертите, агресивното однесување на малолетниците е сплет на повеќе фактори. Воспитувањето на родителите, образовниот процес и влијанието на медиумите и дека ова е револт се извинувам за повеќе внимание од родителите, но и од системот. Овие млади личности најчесто со тешкоти во емоционално и социјално созревање имаат намалена комуникативност и некритичност, отсуство на вина и срам, непочитување на авторитети и недоверливост кон се. Оно што денес ве прашуваме, каде е коренот на агресијата? Што треба да се направи за да не се повторат вакви случаи? Дали решението се ригорозни казни или социјална работа со младите? Секако ќе поставиме уште едно прашање, но тоа ќе го одговорите на Инстаграм. Заследете не таму, кликнете на Инстаграм стори и одговорете. Дали малолетниците треба да бидат надвор по 23 часот? Да, не. Тоа се две опции на кои што треба секако да одговорите. Кликнете на вашата опција, во проценти пресметано ќе ги соопштиме резултатите од денешната анкета. Но секако за темата, најнапред пред да почнеме со дискусијата со вас, ќе го погледнеме и прилогот на Тамара Марковска. Дивјаштво во режија на млади хулигани уловија камерите на мобилните телефони на жители од Скопски Капиштец. Во сандачето на локалната власт речиси секојдневно пристигнуваат видеоснимки, на кои јасно се гледа загрижувачкото однесување на младите. Вандализмот фатен на видео се случува на детското игралиште во оваа скопска населба. Чашата е прелиена, вели градоначалникот на општината Горан Герасимовски. Снимките се собрани, инспекцијските служби во општината ги прегледаат темелно, а сега истите се на располагање на полицијата, вели тој. Материјалната штета е воочлива. Општината редовно санира искршени реквизити, информира градоначалникот. Преку ребаланс на општинскиот буџет ќе се одвојат средства за камери на јавни површини, за полесно да се контролира кој го тероризира јавниот простор. Им благодарам и на граѓаните кои што ни споделуваат снимки и заедно ја водиме оваа борба за заштита на јавното добро, но и на редот и мирот во општината. Пристигнаа самите снимки пред неколку недели, односно недела и половина. Истите беа разгледувани од страна на општината, инспекцијските служби, но и доставени до Министерството за внатрешни работи. Целта ни е да ја подигнеме свеста пред се, како што кажав, кај родителите, но и самите родители да водат многу поголема грижа и да ја дигнат и свеста и разговараат со нашите деца, да сите заедно што повеќе се грижиме за нашата општина, но и за јавното добро. Претходно градоначалникот Герасимовски се сретна со началникот на СВР Скопје и тогаш договориле конкретни чекори за враќање на мирот во деловите од општината, што се мета на хулигани и вандали. Почитувани, почнуваме со вас на 023070005 по завртувањето на нашиот добро познат телефонски број. Еве подсетување на самиот почеток, неминовно е да го повторуваме постојано тоа, да се намали целосно тонот на телевизорот. Меѓу другото, ќе ве подсетиме да користите слушалка, не интерфон или спикерфон како опција, што значи да зборуваме јас и вие само телефонски. Ако сте подготвени, можеме да почнеме. Добар ден. Добар ден. Според вас, каде е коренот на ваквата појава, девијацијата во однесување кај младите? Коренот е во домашното воспитување, а после и во институциите. Значи, така да се дали дома така се однесуваат овие млади лица? Дали нивните родители знаат како се однесуваат дома децата нивни, а како надвор? Значи, се тоа, очигледно дека некое задоволство искажуваат тие. Меѓутоа, зошто на таков начин? Не имаме уста и може да зборуваме. Тоа незадоволство зошто не го кажуваме со зборови, него со насилство. А решението е
убаво се фатени на камери, треба да се стават камери, може би нема 100% се реши проблемот, меѓутоа ќе се уважи. Сите тие што учествувале таму да си дадат средства, тоа да се изгради, или нивните родители, пошто тие се малолетни, немаат нивни средства, нивните родители да бидат казнети и тоа да се врати во првобитна состојба, во случајот игралиштето. Друг пат може ќе биде нешто друго. Значи, они сами со нивни средства, тие семејства, да го решат парично тој проблем, да го изградат како што бил порано. Инаку, не знам, ова значи навистина е страшно што ние револтот, незадоволството го искажуваме со насилство. Како може насилство со насилство или револт со насилство да се реши? Ја тоа не можам да го разберам. Треба да се работи и социјалното да работи со нив, да се разговара, меѓутоа најмногу од... Ке подсетам 90 секунди е време траењето на едно јавување. Големо благодарам за вашето вклучување во Црвена линија. А сега ќе видиме и какви одговори ќе добиеме од останатите гледачи. Секако, еве ќе ве охрабриме, меѓу другото, не само со одговорите на нашите прашања, туку еве може и вие да ни пренесете каква е состојбата во однос на дивење на младината во крајот во каде што вие живеете или ни се јавувате, односно дали сте сведоки на можеби поинакви ситуации. Добар ден. Господине Љупчо, ќе мора малку погласно. Викам добар ден. Добар ден, сега веќе подобро, повелете. Дали народот ги знае кои се казните, сакам да прашам, за малолетниците кои вршат вакви действија? Засилен родителски надзор. Пазете, казна, што да ви кажам. Или засилен надзор од социјален работник. Уште поголема казна, што да ви кажам. Господја Тина, додека на тој млад човек не му ги скршите роговите, нема тој да се смири. Турчинот додека владел зашто тепал. Не викам во буквална смисла употреба на сила, но тој млад човек треба да се научи дека има над него закон, постои, а дека не може он да дивее зато тој е малолетник и да го користи правото дека е малолетник и да знае дека државата ништо не му може. Он е малолетник. Затоа ни се случува ова. Во Англија малолетниците ги затвараат, да ви кажам право. Во Украина има смртна казна за малолетници за кривични дела. Кажете ми кај нас кои се казните за малолетници. Ние сме многу напредни. Малолетничка правда. Не смеете да го скарате, не смеете да го приведете со фарбано возило. Мора да му викнете цивил, па да му викнете социјален работник, па да му викнете адвокат за малолетници, па да разговарате со него. Па затоа, господи Тина, ни се случи ова со малолетниците. А не дај Боже што ако е мајка му некој фактор, па да ко ќе ве употреби вас. А како го обяснувате поривот еве да почнат воопшто да размислуваат во таква насока? Пазете, недопирливоста. Знаат дека се недопирливи и они си тераат по некој не свој фазон си буткаат. Земете го тоа малолетничо на тепачките. Што се случи со девојчињата? Благодарам многу за јавувањето. Секако, еве, ќе подсетам да се внимава на тајмерот 90 секунди. Меѓу другото, еве, секако сакаме од вас да слушнеме од каде всушност поривот, иницијалната каписла, каде ја гледате за ваквото девијантно однесување и секако какви мерки треба веднаш да се превземат за да не се повторат вакви ситуации. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав од Црвена линија, сте, повелете. Вака. Ќе бидам краток, ја пратам емисијава и мене ме чуди како може да се воопште разговара и да се дискутира на ова тема кога знаеме многу убаво какви се родителите што тоа го прават тие млади. Тоа е дозволено буквално од родителите. Ништо повеќе. Нема закон, нема правила. Луѓето, да ти кажам, толку многу се разочарани од ситуацијава што доволно е она што каква ситуација со топлината, со немаштијата, со плати и се уште они треба одгора дивење. Едина, реков, мерка строго, најстрого да се казнат родителите. Ќе се најдат многу лесно, само треба луѓе кои се на власт да го решат проблемот многу брзо, многу едноставно и во краток период ситуацијата ќе се смири и нема да прават она што го прават ако некој биде казен како што треба. И да ти кажам многу вака
сум подесен на вакви случаи, што не знам кај ме води ова ситуација. Еве, ако го навратиме времето наназад, бидејќи верувам дека спаѓате во повозрастната категорија на гледачи, како порано се санира вакви девијатни појави, колку беа застапени? Порано нема вакви, ти кажам, затоа што луѓето секој си ја гледа работата и не се зборувало кој колку треба, што треба да најде, каква работа полесно и поубаво да живе, него се работело така како што се условите. А сега условите се дозволили да не работи или воопшто да не работи, а да живее како право господин. А тоа никаде го нема и затоа доаѓа до оваа ситуација. Луѓето се презадоволни од ова, да речем, во наводници дивење и затоа го прават овака. Ако има власт и ако има луѓе, ја ви кажам дека бргу тоа ќе го снема и ќе дојде во ред државата да биде мирна, спокојна и да еднаш престанеме со вакви работи кои се на вистина за мене ненормални. И така. Благодарам многу за вашите одговори во црвена линија и секако верувајте ми, не е бадијала кога говори народот, а црвена линија е токму простор каде што граѓаните зборуваат на секојдневно на најразлични теми. Она што денес е актуелно и сметавме дека треба секако дискусијата да ја водиме со вас околу девијантното однесување, се разбира, кај младината, кое што навистина одамна, мора да признаеме, не сме биле сведоци на такво девење. Како и да е, ќе потсетиме дека ситуацијата е нормализирана, многу е намален бројот на вакви појави, особено во општина Кавадарци, каде беа поставени 300 камери. Според вас, какви мерки треба пред се да се превземат и во однос на случајот кој што се случи, но и секако да слушнеме од вас каде всушност го гледате за родишот за вакво девијантно однесување. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, повелете во црвена линија. Видете, прво треба да се смени законот за малолетници. До 12 години малолетното лице може да шета до 20 часот по надзор на родител, од 12 до 14 години да му се даде до 21 часот. После сето тоа, секој што ќе се најде и затекне да вандализира или го прекрши законот, да одговара родителот. И сите трошкови да ги снесе и родителот што треба. Едно, второ, имаме многу мало присуство на полиција. Треба министерот потхитно да направи уште еден конкурс за полицајци, која би имале доволно полицајци кои би шетале, кои би ги виделе униформисан, секој би се откашал од вакво девијантно. А камерата си е камера само за себе. Додека ја не видам со мои очи кој што прави и го напишам да повикам полиција, заселувањето е во ред. И за ова, ако е малолетник, ставете го шарено комбе. Што има тука сега да правиме бело комбе, црвено комбе. Потхитно тоа треба се смени. Не може вака да се понашаме кој како ќе му стекне и резервира. Родителот одговарат на 18 години за своето дете. А еве според вас од каде потекнува тоа чувство дека можеш да се однесуваш како ќе ти текне, како што велите ви? Тоа е домашна некултура. Тоа е домашна некултура, ти да знаеш. Се од родителот. Сите тераат по пари, нивните деца прават што сакаат. Имат пари во джеп и ред други работи. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Ќе потсетиме секако дека ова е само случај кој што навистина ја крена јавноста на нозе, беше навистина и непријатно за гледање, бидејќи младината покажа неоснована и секако максимална агресија врз јавно добро, кое што го користат токму игралиште наменето, например, за помала генерација, односно дечиња, кои што секако кај нив треба да будат некаква радост, милост и така натаму. Но секако, ако веќе кликнеме на она пребарувач што се вели, конкретно на telma.mk, ќе забележиме и вакви наслови, нешто што станува исто така загрижувачки секојдневие, а тоа е дека малолетници се почесто напаѓаат своји врсници или нешто помали генерацијски деца од нив, се со цел за да ги ограбат или да им наштетат материјално. Како и да е, предизвикуваат немир и страф.
Па еве според вас пред се каде како граѓани го гледате поривот односно зародишот на ваквото девијантно, агресивно и неубаво однесување? Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, во црвена линија сте. Па во самото прашање седи и одговорот. Ригорозни кази преку социјалната работа за младите, порано беше поправителен дом. Порано во цела бивша Југославија имаше поправителни домови. Малолетник е, а сега во модерно време, ако детево искршило, направило лом, под дрога, не знам по какви седативи и тоа, ово, она, тогаш одите кај таткото. Сакаш ти да легаш година дена затвор или цити у малолетен поправителен дом? Нека бира. Зашто детето, сега кој збориме, вие се метропола. Ако ви кажем дека 500 кила дневно кокаин врви у вашиот град Скопје, вие појма немате. Полицијата нема појма, другите немаат појма. Кој ќе почнете вие да турите тема? Кој ја произведува и кој ја дилува дрогата во цела Македонија, не само у Скопје? Кој? Кој еднаш да го вкратите Министерство за внатрешни работи, тоа се пресече. Дека тоа било модерно во Белград, во Брисел, во Париз, во Лондон, во Вашингтон. Не, господа, тоа мора да се пресече. Зашто некој вика, тамо легаат парите. Легаат парите, ама легаат и децата на пат. Нема ова прв пат куќата таа тамо умреле или ќе умрат или ше малу. Знаеш колку имате такви куќи у Скопје? Со вреќи, не знам у Тетово или у Гостјари. Благодарам многу и вам за вашите одговори во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Многу слабо ве слушам. Добар ден, Тина. Добар ден. Во црвена линија сте. Сега е веќе подобро. Повелете. Така. Имаше... Не, сега? Ве слушаме, продолжете. Така. Имаше една емисија, нели, какав дедо, такав унук. Тука помага само дипломатија со децата. Не може ништо со сила. Многу е важно дека дали се децава од нивната местна заедница. Ако се од друга, мислам, општина, тука ќе треба ригорозно. Ако се нивни деца, има начин тука местната заедница да се стави председател кој ги познава сите тука, а не некој ништо не знае за своето мало. Да зборува со младите луѓе, контакт има, некој врвен спортист или било некоја личност важна, а не да не знае кој му се тука децата. Навечер ќе ги сретнеш што нив ќе збориш дека е ова наше. Немојте да кршите, има камери, ќе ве фатат, ќе ве казнат. Само дипломатија, истото сме го имале, исто ние, ни милиција не помага. Само дипломатија со децата зборување. И ги познаваме сите од своја населба. Ако се од туѓара, тогаш не чини. А еве, зошто всушност воопшто така и се однесуваат според вас? Па нема никој да ги шмиргла, треба зборење со децата, кажување. Тоа е се. Благодарам многу тогаш за вклучувањето во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав и до вас, во црвена линија сте. Поздрав и до тебе. Благодарам. Да ти кажам, Тина, значи многу убава тема пак ставивте и нон-стоп да ставате вакви теми, затоа што ова стварно загрижувачки што се случува. Не само сега и порано, ама сега се зема поголем замав. Јас сум била сведок на деца што дошле во Луна парк, не во Луна парк, во паркот тука, во градскиот парк, каде што има љуѓешки, како издивеани беа, се качија 20 деца на една таква широка љуѓешка, јас мислев ќе ја искрша, толку беа некако агресивни беа премногу. Сега, знаеш, јас прочитав, значи нешто ние родителите сме виновни затоа што уште во старт, кога се мали децата треба да си ги воспитуваме. А сега веќе може би е досна кога ќе наполни 15 години. Јас имав прочитано од Наде Молеровиќ, што имаше, нели е многу паметна она, и споделува такви паметни корисни совети. Вика, родителот во Јапонија
кога била таму и се едуцирала многу повеќе како родител во Јапонија го учи децата до 7 годишна возраст. А после тоа во училиштето веќе превземаат научено дете, нели? Научено како да се однесува. И што вика таа? Вика децата од 7 години, замисли, молим те, ставаат престилки и чистат. По 2 деца, 3 деца денеска чистат. Се Во Јапонија дури и во градинките се грижат заедно, дури и директорот, сите колективно за хигиената. Чистат. И сега вика кога ќе исчисти тоа дете денеска, нема да другото нема да прља, зашто ќе знае дека тоа. Така, јас ќе подсетам 90 секунди време трајање, но гледачката не е секако редовен и гледач и учесник во Црвена линија, така да знае, веќе ја подсетам, може уште еднаш секако да се вклучи за нови 90 минути. 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Еве, според вас, каде е изворот на ваквото однесување? Од каде почнува? Прво почнува од родителите. После од улицата и има, знаете што, сега деците се многу агресивни. Ќе му кажеш нешто, не така. Кога си ти да ми се бркаш да ми кажуваш тука? Еви у школото, случај да ви кажам, вика, ќе ми ставиш петка или ти не знаеш јас кој сум? Чи син сум или чи керка сум? Па мора ли да знам? Доаѓа утре родитело, кажува дека, чи сакаш, вика, види, мене ми е важно успехо, како одговараш. Утрето доаѓа родитело, ќе ме запамнеш ти мене, јас кој сум. Мора да ставиш петка. Каков е тај однос? Друго, на 16 годишни деца и дават джипови. Јас имам пари, мојот син може да вози джип. Не му мисле добро на детето тоа родитело, не му го мисле добро. А трето, општеството е многу важно, затоа што толку полицајци, ќе спомнам, толку полицајци се примаа многу време порано одеа позорникари по улиците, не се случуваш ни кражби, ни ништо. А сега по улиците дроги се продаваат, што не се прави, има паркови, да ви кажам, туку у близината кај нас, у куќата, слуша се нокеска 2-3 сата, пичка, двора, пија. Ви се чини ли дека нема доволно контрола низ улиците? Нема доволно контрола, ни од родители, ни од општеството. Пријатно и хвала многу. Така, благодарам многу и вам за вашите одговори. Добар ден. Убав ден. Како е во Охрид, особено во туристичкава сезона? Во Охрид е гужва. Меѓутоа некако се справуваат нашите полицајци, ама граѓаните не почитуваат. Значи, па се вака, да одиме директно на темата. Значи, прво децата ги испуштаме ние, родителите, од видик уште од првите години кога почнува да оди. Детето се кали од првата година кога почне да оди. Значи, до осамостојувањето 18-та година. Се до тогаш, ако не го држиме во раце, тоа секако дека ќе биде, значи, насилник, ќе биде непослушен, ќе краде, ќе лажи, се ќе прави што не треба. Значи, друго, значи, ние викаме моето дете, не викаме децата треба да почитуваат родителот. Нашите деца мора да завршат средно образование, мора да имаат диплома, дури и не мора да каже 2 збора, а наставникот, значи има закон, мора да му стави двојка на крај да преодне. И утре тоа дете вика зошто да учам, кога утре мене татко ми ќе ме запосли с тоа, значи диплома незаработена. А како ја објаснувате агресијата и девијантноста? Агресијата ви кажам во старт, е плод на родителите, наставниците и општеството. Значи, децата имаат одврзани раце. Може да го тужи родителот ако го скара. Како сакаме да бидеме контролори на... Благодарам многу за јавувањето. Секако еве во овој момент ќе ве охрабрам еве и да споделите како очевидци што забележувате, особено во подоснежните часови, дали сметате дека еве можеби вашиот крај има ред и секако нема толку девијантни појави, а и особено доколку ги има еве ве охрабруваме да споделите во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Да, благодарам. Го гледам прашањето, ригорозни казни или социјална работа. Тие две работи не се исклучуваат, значи треба да се вметнат и двете. Меѓутоа,
не може да се кажнуваат децата, треба да се кажнуваат родителите заради необраќање внимание, запуштање, неразговарање со децата на одредени важни теми. И социјална работа со младите е важна затоа што причината за ова што се случува, прашавте кој е поривот. Поривот е развојот на мозокот на човекот во пубертетскиот адолесцентниот период, кога делови од мозокот, значи таа врска меѓу амигдалата и префронталниот кортекс се создава и тогаш се создава и тоа чувство за последица, за одговорност, значи тоа што го правиме дека има последица, како што мало дете не знае дека ако падне, например, не да може од прозор ќе погине, за тоа не внимава. И сега тоа со време се развива и се доаѓа до возрастна индивидуа, да речеме. Тоа многумина го знаат, што треба да го пренесат, меѓутоа едноставно нашиот систем не е таков за да се работи прво со родителите, кои што исто така не ги знаат тие работи, а второ и со децата. Во училиштата се работи тоа, меѓутоа не секаде, така што тоа е тема што треба си. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Ке морам да напоменам 90 секунди е време трењето, тоа не е правилото, но секако јавете се повторно доколку сакате дополнителни 90 секунди. Можевте да слушнете досега какви се одговори добивме на прашањата на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, ве молам, намалете го целосно. Намалете го целосно тонот на телевизорот. Да, но не ме слушате затоа што не ви е намален тонот. Слушам сега. Намалете го тонот на телевизорот. Намаленете тонот. Така, повелете. Да, повелете. Вака. Јас ќе ви кажам зашто некој не го сака тој збор јас. И децата им се дават пари на оние кои имаат можеби незаслужено многу пари и тие деца живеат и родителите не ги ни бараат, зашто и родителите се такви како нив, исти, тотално исти. Родиме и фрлиме. Јас пак ќе нагласам. Джепарецот да се скрати, да не можат, секој се ја тера белјата каде што не може да ја најде. И тие се собират и не знаат што да прават. Значи, младите девојки, малку да си го преберат мозокот од 14 до 16 години. Да не дивеат и да не ги изазиват младите момчиња. Зошто и тие дивеат од алкохол и други опијати. Значи, сите опијати се на дланка понудени од собствените родители, кои самите ги... Благодарам и вам за јавувањето. Ке повторам уште еднаш, особено за останатите, мерете го времето на вашето излагање, 90 секунди е. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Гоце Дълчев Тодев, генерален секретар на независните синдикати во Конфедерацијата на синдикални организации. Многу сериозна тема, со која и за која ќе треба да се занимаваат подолг временски период, не само телевизиските експерти и вие како медиум, туку повеќе институции, водејки се од она што владата ќе го има во наредниот период за решавање на ова ваше прашање. Младите не се предмет за кој ќе треба само ние да разговараме за нивното однесување, односно за она што они грешат. Говорите дека има разни девијации кај младите, меѓутоа најголемиот проблем е се поголемата сиромаштија, односно се помалите примања и се помалиот износ на паричен износ во едно семејство, во кое секојдневно гледаме ние како синдикати, ги вадиме износите на чинење на синдикалната кошница која изнесува, да речеме, повеќе од 1000 евра, односно 60.000 денари месечно за едно семејство. И сега замислете, во едно семејство во кое има едно или две дечиња, не може да им пригушти да им купи
сок во овој летен период, не може да му купи чоколадо, не може сладолед да му купи кој е 100 денари сладолед и така натака, значи парите ја чинат играта и начинот на водење на животот. Благодарам многу што се јавивте во Црвена линија, останете со нас. Еве слушнавте интересни дополнителни одговори, да видиме дали ќе се сложите или можеби ќе дадете поинакви и нови. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Да, повелете, ве слушаме. Стварно ви се восхитувам за вакви теми. Први му благодарам на режијата што ме приклучи. Првиот гледач Лјупчо што го кажа, го поддржувам, пошто иста област не. Само тешки и религиозни казни. Ништо повеќе. Држава е систем и политички раштркана држава, вакви ќе се прават работи. Не може ти го гледаш на слика дека крши и да има полицаец, полицаецот нема овластување како порано да го приведи или да го тепа. Првин треба овластување на полицијата за таквите случаи да се стопират. Кога ќе каже чиво дете е, полицаецот ќе биде крив. Така да првин систем да се направи во државава, а подхитно да се отвори во Тетово малолетничкиот затвор, за сите вакви вандализми што се прават, сите да лежат у затвор. Сите во затвор да укусат, да видат што значи некој што гради, они да кршат. А не е тоа за немајне пари, сиромаштија, нема сладоледи да купат. Па не се тие деца бедни. Тие бедните деца дома седат. Овие се набуџите. Родителите по кафани и по други места, а децата по улици. Ја имам во комшиве. Пред мајка му се дрогира, мајка му ништо не реагира. Благодарам многу и вам за вашите одговори. Добар ден. Добар ден. Ке ве замолам и вас погласно. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Повелете. Елба? Да, ве слушаме, повелете. Се јавувам прв пат на една телевизија. Јас сум просветен работник во пензија. Драго ни е, верувам, и не последен пат. И сега баш ме погоди темата за децата, да ви кажам каде е грешката што децата дивеат. Децата дивеат ради тој што законот им дозволи имат децата да ги користат правата на децата, но ги скратија правата на наставниците. Ниеден наставник не смее да скара дете. Друго, родителите порасна повеќе од наставниците. Ако му го скараш детето, вика ќе те кажам во партија. Па ја викам да ти го уче партија сега детето. Па да ви кажам друго. Децата зисаа од многу пара. Наму баба 50, наму дедо 50. Не прашуват каде ги трошат парите. И овие што растурат дрога, ги осетат децата дека има пари и ги дрогират. Ниеден родител не води каде ги троши детето парите. Тука е големата грешка. Родителите си ги испуштија децата од своите раце. Не ги интересира каде одат, што прават. И плюс, државата ги уништи младите. Големо благодарам име што од ваш агол, низ вашето професионално искуство споделивте со јавноста на што сте биле сведок. Да видиме сега кога ги охрабруваме останатите гледачи, еве, она што сте забележале, што сметате да го кажете во Црвена линија. Добар ден. Здраво. Здраво. Претежно овие деца што ги кажувате, бидејќи се знат дека се работи за оноа у Капиштец настанот, тие се претежно спојасани деца на Кремот, македонски, претежно родители кои од старата елита што беа и од новата, кои немаат сенс за одговорност, бидејќи нивните родители, дедовци, баби, кои не околу нив што се таму, им даваат сила максимална да дивеат како сакаат без одговорност. И ако дојде полиција кој ќе дознае чиво дете папси, може и тој джандар и да лета од работа и може и подрастична мерка да го снајде.
А иначе, вака, значи, у моје време, ја кога сум бил тие таа возраст, ако сум направил некоја белја таква, каде се татко ми, и тоа пази прекршосно, морало татко ми диде у полицијска станица, после тоа ја немало спиење дома, сум морал да се бутам у шупа. Таму да стигам. Ајде, зошто всушност од самиот старт има порив и потреба за ваква девијација? Аздисани деца, здивеани, немаат одговорност, немаат никакви обврски кон животот, не го сваќаат животот онака како што го сваќаат деца кои што мора да се снаѓа тебе, да речеме, јас кога бев дете пак ќе се послушам, има комшиски деца кои нон-стоп идеа по странство, од странство им носеа пари и чуда, ама кога станаа возрастни, не можеа да се снедат у животот и не просперираа. Поздрав. Благодарам многу за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Значи, ниту ригорозни казни, ниту социјална работа нема да го реши проблемот, затоа што е длабински. Јас сега не сум стручен за ова, меѓутоа ќе го кажам мислењето на психолози и психијатри што го следам од општа култура. Значи, вика, личноста се формира прво од ген, тоа е Богом дано, второ е домашното воспитание до 7 години. Основно воспитание и образование кој што ја формира личноста. Значи, од дома тоа е. Едно кутре да земеш, да го земеш од сојвика. До 25 години вие образованието, професорите и така натаму, а после тоа е личното искуство во работа. Што се случува кај нас? Ние во старт ги имаме промашени работите. Јас си ги обвинам сите нас и себе, да речем, колку сум успел. Од нула, значи дома како ќе го воспиташ детето, такво ќе ти биде после. Професорите, и на нив имам замерки, моите професори беа не само професори, него педагози и психолози, како втор родител. Сваќате? Значи, тоа е начинот на воспитување, образование. Поред вас треба ли да има повеќе контрола? Еве да речеме во еден Сингапур незамисливо е мастика на улица да фрлите да не добиете казна. Ама ние сме далеко од тоа. Јас се согласувам со тоа. Јас сум во принцип за мерки, да не речам за стапот мерката, разбирате? Так, благодарам многу за јавувањето. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете. Ало. Ве слушаме во црвена линија, сте повелете. Последица случувањава со девијантните појави на младите, посебно тоа што го видовме во Скопје пред некој ден, е последица на европско-американската политика и демократија што ни ја внесува во Македонија, каде што сите неморални работи се морални. Сега, апел до нашата влада, пошто нашата влада веќе гледам дека доста контрира на некои работи на американците на Европа, ова се решава многу лесно и едноставно. Сликата се идентификуваат лицата што го направиат дивјаштвото, родителите са уши на суд да ја платат штетата двоструко и 6 месеци условна затворска казна. Во период, ако во тие 6 месеци направат било каков друг преклштов, казната затворска се извршува. Само со ред дисциплина може ова држава да се усправи на нозе. Иначе, од ова ќе има и полоши работи. А агресијата припишувате на влијанието од надвор или Агресијата е делумно надворешна и од домашно невоспитување од родителите. Еден краток настан ќе кажам, само пријател ми кажуваше, дете во основно училиште, самобилниот се глопирало на час, наставничката му 90 секунди е времето за излагање. Ве охрабрувам повторно да ни се јавите за да да доискажете случката. Благодарам многу секако на учеството и одговорите. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака сега. Родителите, децата. Кого да обвиниме? Само родителите. Дете направи бела на улица, одма детето за рака, кој ти е татко, мајка, овие, појди кај нив, двајцата, земи го полиција 24 сати. Затворени без јадење, без ништо. Родителот.
Ке со памети утре да го васпита детето. А не детето моје, што сака ќе прави. Ја ќе го бранам овона. Не. Само родителите се во проблем. Никој други. Ни наставници, ни ова, ни она. Родителот ако го стегни детето, ќе си оди токопат. Ако го пушти, отиде низ магла. Нема што да го кривуваме ние. Наставникот ќе го види денеска неколку сати, ама 24 сати е со родителот. Тоа од родителот упива, може родителите се такви. Па и сум имал деца, ма се чудат луѓето какви деца имам. Според вас какви мерки еве треба да се превземат за да не се повторат вакви девијантни појави? Реков само преку родителите. Оти детето како дете ќе се заигра надвор, ќе се договорат со деца она, ама ако јас знам дека дома што ме чекат, дека татко и мајка ми ќе ги соберат во полиција, не правам бела. Денес еднаш ќе направам, во другиот пат нема да правам. Само вина во родителите. Коренот за проблемите се родителите. Благодарам многу за одговорите. Добар ден. Добар ден, Македонија. Господине Тале, дали малолетниците треба да бидат надвор по 23 часот? Не, во никој случај. Јас секогаш би сакал да зборуваме прво за превентива, да спречиме да има неодговорни, невоспитани млади деца или утре ти стануваат нели другарчиња, другари, партнер, дечко, девојка, па и сопруга и газда на фирма и така се понатаму. Воспитани деца од најмали години утре ќе видат користни за себе, за семејството, за средината и за државата. А невоспитани деца со образ, како викаш еден вика, образование да имаш образ, со образ да си то чест, или па богат, не оној кој има многу пари, туку кој има Бога во себе си. Богат, богат. Сега, кај е Господ? Тука никаде. Кои се сега оние воспитувачи на децата? Се Аца Лукас, нели? Аца Лукас е најпопуларен во Македонија. Тој е идол на дечињава мали. Јас ги прашувам деца, му вела мајка пејте ми една македонска песна, Шкотале вика, ние не знаеме македонски песни. Чи песни ги пеат од Аца Лукас? Кој ги трува со такви песни и со такви квази личности? Родителите, телевизии, радија, медиуми. И утре дете во отие вакво, за во Србија детето ќе уби други деца, кажа дека било вина нели во таквите некои неморални личности. Веронаука треба, одење на богослужби. Благодарам многу и вам за одговорите. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, од црвена линија сте. Добро, Тина, знам. Вака сега. Дали решението е во ригорозни казни? Да, точно. Би се тие малолетни, то родителите има да го наплатат, како што е во Германија, како е Шведска, Данска, Холандија, таму кај што су модел. Зошто ова го велам? Второ, таму нема, ако детето е малце покултурно, го пријавува на комшијата, иако му е комшивче. Меѓутоа, прв пат ќе се сложам со овој од Радишани што кажа кои сите овие работи ги прави. Децата на богатите луѓе и децата на, да речем, ајде од власта или властодржци, како сакаш. Еве, чисти пример во Битова. Јас пријавувам дека јас живеам малце на височина таму, со крос мотор околу зграда за зграда. Па верувајте, јас пријавив полиција, уште порано ми се јави родитело на тоа дете и ми рече сакаш да ти ја запалиме колата. И по кога дојде полицијата, му викам се извинувам, ја повлекувам пријавата. Нема аптеки што да бараме, Тина, нажалост. Нажалост, ми е жал што е така и се знае кој прави такви глупости. Кажав да не се повторувам, да не губам време, да поздравувам. Реков првпат, тој од Радишани да го поддржам. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Времето дојде да ги погледнеме рекламите, а по нив и резултатите од Инстаграм анкетата.
Да погледнеме на Инстаграм како се одговори на денешното прашање. Дали малолетниците треба да бидат надвор по 23 часот? Со да одговорија 35%, со не одговорија 65%. Како и да е, времето е екстремно жешко, немојте се уште да бидете надвор, но бидете со Телма телевизија, особено со мене, бидејќи ќе преминеме во делот задолжен за награди, а денес некој од вас ќе освои велосипед во Заврти на Телма. Се гледаме, што значи сите ви од црвена линија зиграјте Заврти на Телма.